Благодарам, председателя. Почитувани колеги пратеници. Би сакал на почетокот да го истакнам мојот генерален впечаток кој што низ примери ќе го зборувам до крај. Тоа е дека очигледно собранието и народниот правобранител не може да се најдат на иста фреквенција, не заради тоа што имаме различни ставови, заради тоа што низ годините наназад покажавме дека немаме никаква ефективност од извештаите на народниот правобранител. Очигледно е дека треба сериозно ова собрание да размисли околу можностите за измена на целокупното законодавство поврзано со функционирање на институцијата народен правобранител и начинот како тој одговара за својата работа пред собрание. Господине народен правобранител, има вие сте во добра позиција заради тоа што ние како собрание немаме право да го гласаме овој извештај со за или со против. И тоа е така поставено во закон. Има најмалце две причини, поради кои што, ако овој извештај одеше на гласање, немаше да помине. За двете причини, ворете тоа што е така во светот, дослушајте ме, ворете тоа, дослушајте ме, но двете причини. Јас сум сигурен дека за двете причини ќе се согласи дури и пратеничката група од СДСМ. Првата е, слушнете оваа реченица, посебно треба да и бидеме благодарни на Македонија, земја која презеде исклучително тешка задача, без при тоа да профитира од неа. Наместо да добие пофалби, спротивно на тоа беше критикувана од меѓународните медиуми. Ова е денешна изјава на австрискиот министер за надворешни работи во врска со мигрантската криза. И оваа изјава негова не се однесува нити на сегашниот министер Чавков, нити на претходниот министер Спасовски. Оваа изјава се однесува на начинот како Македонија ја третираше бегалската криза. Во вашиот извештај, комплетна спротивност од тоа. Извинете, но ова е нешто што јас не можам да го прифатам како граѓанин на оваа Република Македонија. Втората работа ќе ви ја кажам на крај и ќе побарам јавно извинување од вас. Но да почекам. Статистиката е немилосрдна работа, господин народен правобранител. Велите дека имате мал број на вработени. Јас начелно се согласувам со тоа. Но според бројките кои што сами сте ги приложиле, имате неефикасност во работата. Зошто? Вие велите дека имате 4400 предмети. 4403 предмети. Тоа значи, по број на работни денови, калкулирам дека се 230, имате 19 предмети дневно, а имате 72 вработени. Условно го земам тоа, заради тоа што има некои кои што си технички персонал. Но, по оваа статистика, еден вработен во таа институција обработува 0,25 предмети, односно треба 4 дена еден човек од вашата институција се занимава со еден предмет. Мислам дека тоа е неефикасност. Знаејќи како функционираат другите служби, веројатно наликувате на севкупното работење на администрација. Но кога го критикувате другиот елемент од администрацијата, ве молам, покажете доблест и кажете дека динамиката на работа кај народниот правобранител е таква каква што е. Понатака, господине народен правобранител, вашиот говор беше полн со и извештај, полн со обвинувања кон сите државни институции. Јас не сакам никого да амнестирам, знам дека има проблеми. Мене проблемот ми е тоа што вашиот извештај не нуди начин како да ги решаваме тие проблеми. Туку е на некој начин памфлет. Велите, се слушнете, предмети по собствена иницијатива на народниот правобранител. Тука не зборам за вас лично. Се извинувам ако така го сваѓате. Зборувам за институцијата. Предмети по собствена иницијатива само 31. Па секој ден да седнете на телевизија, ќе најдете најмалце по 5 предмети. Предмети по собствена иницијатива 31. Информации се жалите дека министрите не ви одговараат, не комуницираат. Вие информации до министри сте пратиле 22 сам. Како планирате да ги сакате предметиве што ги обработувате само за да ги внесете во извештајот или комуницирате со институции? Сте пратиле само 22 информации до министри. Ништо повеќе. Информации до влада сте пратиле 0. Вашиот е документ, господине. 0 информации до влада. Сте пратили информации до други органи и организации со јавни овластувања 11. Па само за ова што зборевте за затвори, толку има во Македонија. По едно писмо да им пратевте во цела година,
на затворите и да им укажете имате проблем во затворите, толку се 11 писма. Дали сте искомуницирале со други институции? Дали сте пратили информации? Значи, грубото отсликување на состојбата така како што сте ја направили не помага. Ние знаеме дека има проблем, но тоа не помага. Зошто го велам тоа? Зошто го велам тоа? Еве поред. Здравствено осигурување и заштита. Вие сте се подпишале на извештај кој вика граѓаните не се задоволни од начинот на лекување во здравствените установи. Или сте рекле Министерството за здравство ги попречува граѓаните во ефикасното одлучување по нивните тужби. Господин народен правобранител, еден од колегите ви каже дека во Македонија имало 28 милиони постапувања од здравствените институции, а вие имате само 79 представки. Тие 79 треба да ги обработиме, да ги доставите до Министерството по име, до институциите по име, до нас по име ако треба. И Комисијата за здравство наша да разгледува еден по еден. Ама не можете врз база на 79 од 28 милиони вие да правите генерална слика дека граѓаните се незадоволни од начинот на лекување. Не помагате. Не им помагате нити на тие 79. Или велите непочитување на законски постапки и рокови за остварување на право од пензиско и инвалидско осигурување. А имате само 175 представки. Колку пензионери има во Република Македонија? Дајте ги по име и по презиме. Има Комисија за труд и социјална политика во ова собрание. Мислам дека ја раководи и колега од опозиција. И здравство ја раководи колега од опозиција. И тоа како ќе бидат заинтересирани еден по еден предмет да ги разгледуваат и ова собрание квалитетно да помогне во спроведување на овие постапки. Вие сте избран од нас и треба да носите одговорност пред нас. Треба да го разберете тоа. Јас неколку години поред ја држам оваа дискусија. Но очигледно никако не можеме да се разбереме и никако не можеме да најдеме заеднички јазик за да помогнеме за правата на детето. Физичко насилство врз деца, не знам, најцрно. А вие за деца и лица со посебни потреби сте имале само 9 представки. Па не можете вака, господин народен правобранител, како да ви кажам, и Петре Шилегов да е на вашата позиција како портпарол на опозицијата, не може ваков извештај да напише. 9 представки имате, а вие влечете генерални заклучоци. Не мола. Не сакам лично да ме сватите, јас имам огромно почитување спрема вас. Вие знаете, а мислам дека и повеќето колеги знаат дека јас и лично со вас и на други форуми и лично сме дискутирале за оваа проблематика и еве одговорно тврдам дека се залагам за промена на законодавството во областа која што ја работите, за да има ефект вашата работа. Но неколку години поред ја повторуваме дискусијата и вие не покажувате минимален респект спрема собранието да промените барем еден методолошки пристап во подготвувањето на извештаите. И ова не го зборам како пратеник на ВМРО ДПМН и не го зборам како координатор на ВМРО ДПМН. Ве молам, комплетно тргнете ја таа дискусија. Таква институција каква што вие водите и треба на Македонија и треба 5 пати посилно. Тоа го мислам јас, тоа го мисли и колегата Сугаревски. Но неколку години поред бараме начин како овие извештаи методолошки ние да ги искористиме. Еве ви велам, Комисијата за здравство ја води колешка од СДСМ. Комисијата за труд и социјала ја води колега од СДСМ. Не покажавте иницијатива. Јас 2 години поред ви го барам. И веројатно вашите обврски спрема собрание ќе треба ги ставиме во измените на законодавството во иднина. За да можеме и ние да најдеме начин како и ние да го чистиме нашиот образ, зашто кога одиме пред граѓаните не прашуваат што сте превземале. А што да превземеме? Што да превземеме? Решаваме случаи кои што индивидуално ќе дојдат до нас. Ама тоа не е институционално, затоа вие постоите. Затоа вашата институција функционира. Неколку други предмети сакам да отворам. Случајот со апсењето на Едмон Темелко. По сите медиуми имаше дека е влезено дома кај него без налог и е приведен без налог и без одлука.
пред 2 малолетни деца. Вие сте оделе кога имало приведување во полициска станица да видите како тоа се случува во моментот кога било апсењето и веројатно никој не направил представка за да го направите тоа. Но дали направивте таква постапка при приведувањето на господинот Едман Темелко? Без налог за влез кај него дома, без одлука за негово приведување пред 2 малолетни деца. Ве молам, ако ви е доволно, јас и ви најавив за овој случај, ако ви е доволно, јас иницирам, еве јас пријавувам до Народниот правобранител да го испита овој случај. Не заради друго, заради тоа што утре на која институција да му текне и на кој полициски командир во Македонија да му текне или началник, без разлика дали од едната или од другата страна, може да влезе кај било кој дома. Така ли ќе ги штитиме човековите права? И цел ден ќе слушаме колку биле нарушени човековите права на човеков со клоци му влегува дома пред 2 малолетни деца без никаква судска одлука. Да не зборам причините поради кои што беше тоа. Околу заштита на приватноста, големи дискусии. Ја не сакам да навлегувам во овие препирки, ги слушам. Господин Иджет ме мети, јас ќе го сгрешив сега презимето, извинете. Имавте изјава од лидер на опозиција кој што вели дека предал 1.050.000 снимени разговори. И имавте соопштение од специјално обвинителство дека скај се предадени нешто над 560 или 580.000. Дали тоа не ви беше доволен мотив да пробате да ја заштитите приватноста на сите граѓани во Република Македонија, да проверите кај институциите, кај СЈО да проверите зошто пријавуваат 580.000, а лидерот на опозицијата вели дека предал 1.050.000. Дали по тоа постапивте? Само иницијативно, онака како што сте постапиле цели 22 пати или 31 пат. Или дали постапивте кога беа пронајдени списоци со матични броеви во некоја куќа во Чаирка и некој член на СДС? Не е постапен. Затоа ве молам, вашата улога е да изградите доверба со парламентот. Ние немаме намера нити да ве судиме, нити да ве судуваме. Напротив, апелираме неколку години поред да ни кажете што ви треба за да ви помогнеме. Работата на вашата институција е од клучно значење за заштита на интересите на граѓаните и правата на граѓаните. Но мора, вие сте единствен стручњак во оваа област кој што е денеска присутен во оваа сала. Ние како пратеници го гледаме еднаш во годината и наоѓаме забелешки или пофалби. Во ред, но дали решивме, колеги пратеници, дали решивме еден предмет во последните 4 или 5 години врз база на извештаите на Народниот правобранител? Не решивме. Дали е тоа ефикасност, господин Народен правобранител? Не е ефикасност. Дали неколку години поред ви бараме промена на методолошкиот пристап во извештаите? Ви барам. Дали вие ни одговоривте позитивно на тоа? Ветувате, не исполнувате. И на крај дозволете да побарам многу јасно, прецизно и без извртување и извинување од ваша страна за следната тема за која што сум сигурен дека и координаторот на опозицијата ќе се согласи. А тоа е, во преглед број 2 на страна 144 од вашиот извештај, во групата преглед на подносители на представки според етничка припадност по области, сте ги внесле македонците муслимани како посебна етничка група. Ова е недозволиво и срамно. Извештајот да се гласаше, само заради ова, ќе ви го одбиевме извештај. Ова значи дека во Германија постојат по етничка припадност германци протестанти, кои што се различна етничка група од германци католици. Или во Холандија постојат холандјани католици и холандјани протестанти по различна етничка припадност, или во Албанија албанците католици се една етничка група, албанците православни се друга етничка група и албанците муслимани се трета етничка група. Со само оваа страна, господин Народен правобранител, вие ги загрозувате основните права на етничка и религиозна припадност на отприлика 80 до 100.000 припадници на македонската етничка заедница кои што ја практикуваат муслиманската вера.
такви имаме и тројца во собрание. Ве молам да се извините и ве молам во следниот извештај за следната година да напишете дека народниот правобранител ги прекршил правата на оваа група на граѓани. Благодарам.